Во најновите напади на силите на сириската влада врз делови на источниот град Гута, кои се под контрола на бунтовниците, биле убиени стотина луѓе, меѓу кои 20 деца, соопшти обсерваторијата за човекови права со седиште во Британија. Видеа поставени на социјалните медиуми од сириската цивилна одбрана, позната како бели шлемови, покажуваат како спасувачите трчаат со носилки по воздушен напад извршен од сириските војници. Билансот на жртвите расте додека артилериските и воздушните напади и зацврстувањето на позициите на владините сили, според посматрачите, навестуваат искорашен копнен напад врз таа енклава околу сирискиот главен град Дамаск, кој од 2013 година е во рацете на бунтовниците. Сирискиот режим сака да ја преземе Гута за да ги спречи повремените ракетни напади на бунтовниците врз Дамаск. Обединетите нации побараа веднаш да бидат прекинати нападите врз Гута, каде што имало над 400.000 луѓе. Специјалниот пратеник на Обединетите нации за Сирија, Стафан де Мистура, деновиве на седница на Советот за безбедност изјави: I've been now 4 years special envoy. This is as violent and worrying and dangerous a moment as any that I've seen in my time of tenure so far. Во почетокот на месецов, сириската војска покрена 5-дневна воздушна кампања без преседан врз Гута, при што загинаа 250 цивили. Поголемиот дел од источна Гута ја контролираат две бунтовнички групи, но таму имало и джихадисти на групата Ал-Шам Хајат Тахрир. Опозицијската коалиција ја обвинува Русија, која е сојузник на сирискиот режим, дека со своето действување го погребува политичкиот процес за решавање на судирот кој од 15 март 2011 година однесе над 340.000 животи. По првобитните борби меѓу бунтовниците и владините сили, војната во Сирија стана многу сложена со вклучувањето на джихадистичките групи и на регионалните и светските сили.